денешен ден во 1572 година починал шкотскиот протестантски реформатор Џон Нокс, следбеник на Калвин, основач на шкотската презвитеријанска црква и автор на историјата на реформацијата во Шкотска. На овој датум во 1632 година е роден холандскиот филозоф Барух де Спиноза, еден од најзначајните представници на рационалистичката и монистичката филозофија. Неговото дело Етика остави длабок белег врз европската мисла, а неговиот критички морален и религиски став го доведе во судир со теолозите и до анатема од еврејската заедница. На денешен ден во 1642 година холандскиот морепловец Абел Јансон Тасман открил остров јужно од Австралија, кој го нарекол Ван Дименова земја, а подоцна станал познат како Тасманија. На овој датум во 1729 година е роден рускиот генерал Александар Василевич Суворов, еден од најголемите војсководци на 18 век, познат во операциите против Турција и Франција, како и по задушувањето на неколку востанија. По него бил именуван и орденот Суворов во 1942 година. На денешен ден во 1848 година умрел британскиот државник Лорд Мелбурн, премиер и доверлив човек на кралицата Викторија, по кого го добил името австралискиот град Мелбурн. На овој датум во 1859 година била објавена книгата Потеклото на видовите од Чарлс Дарвин, дело што донесе револуционерна еволуциона теорија и предизвика бурни научни и религиски дебати. На денешен ден во 1864 година е роден францускиот сликар Анри Тулуз Лотрек, мајстор на литографијата и хроничар на боемскиот Монмартар и парискиот ноќен живот од крајот на 19 век. На овој датум во 1883 година е роден српскиот писател Јован Јовановиќ Змај, познат по својата детска поезија и елегични лични исповеди, како и по активната општествена и културна дејност. На денешен ден во 1916 година починал Хирам Стивенс Максим, британскиот пронаоѓач на првиот автоматски митралез што го носи неговото име. На овој датум во 1929 година умрел францускиот државник Жорж Бенжамин Клемансо, познат како Тигар, премиер и еден од архитектите на Антантата и мировната конференција во Версај. На овој датум во 1957 година во Мексико Сити умрел големиот мексикански сликар Диего Ривера, познат по своите монументални мурали во Мексико и Сад. На денешен ден во 1963 година Джек Руби го застрелал Ли Харви Освалд, осомничениот за убиството на председателот Џон Кенеди. На овој датум во 1974 година председателот Джералд Форд и советскиот лидер Леонид Брежнев постигнале договор за ограничување на офанзивното стратешко нуклеарно оружје. На денешен ден во 1976 година разорниот земјотрес во Мурадија и источна Турција однел околу 5300 животи и оставил 50.000 луѓе без дом. На овој датум во 1989 година масовните демонстрации во Прага довеле до оставка на целото раководство на Комунистичката партија на Чехословачка, вклучително и генералниот секретар Милош Џејкс. На денешен ден во 1992 година во Јужна Кина се урнал авион Боинг 737, при што загинале сите 141 патник и членови на екипажот. На овој датум во 1998 година генерал Емил Лахут стапил на функцијата председател на Либан, како прв шеф на државата по 15 годишната граѓанска војна.